Добро вечер, саботно издание на Дневникот, во него ќе гледате. Сточарите не се откажуваат, блокадите продолжуваат. Димитриевски, да направиме движење за наша Македонија. Валентин Евтимовски, нов председател на ЛДП Куманово. Продолжуваат блокадите на регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Сточарите од Тромеѓа не се откажуваат од барањата. Не дозволуваат да се уништат, како што велат, здравите свињи. Дождот не ги спречи сточарите од Кумановско Тромеѓа и денеска го блокираа регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Остануваат на своите барања и не дозволуваат уништување на здравите свињи. Посочуваат дека во селото, освен појавата во едно одгледувалиште, во сите останати нема присуство на африканската чума. Појаснуваат дека оствариле средба со представник на Агенцијата за храна и ветеринарство, но не дошле до заедничко решение. Нагласуваат дека селото живее од сточарството. Стравуваат дека по уништувањето ќе се зголеми цената на свинското месо. Агенцијата за храна и ветеринарство претходно потврди присуство на болеста кај свињите во едно одгледувалиште. Доаѓа од главен инспектор на Македонија. Ради обеќа дека помалку ќе се закасни со тоа, да видиме дали ќе има понатаму или нема да има понатаму. Меѓутоа, после првиот случај издржавме 20 дена. Тој период е негде од месец до 40 дена и се надеваме дека нема повеќе да се појави, затоа што нема. Ако се појави таква болест, свињата умират за ден-два. До денеска не се појави после по тој случај и сматраме дека не треба да се уништуваат нашите свињи кои се здрави. Ако имаше нешто, ниеден човек од нас не е против тоа, ако стварно има. Меѓутоа, пошто нема, луѓето се реvolтирани, од тоа живеат. Погледнете овие млади луѓе кои се буквално од 18 до 30 години се занимаваат со таа работа. Тоа е животна екзистенција. У наше село болеста не се шири месец дена, како е тоа завршена со таа свиња и месец дена болеста не се шири. Ми тој тражимо. Штом не се шири болест да не ни уништуе здрави свиње. И подмладок, треба да имамо подмладок, ми од тој живимо. Ако да се разберемо, треба да разбере тај влада. Ако е слабо село, ако ослабне села и граѓаните ќе ги осетат криза, не само нас селјаци да не уништат. Тој треба да ги биде јасно и да се разбере еден пут да не ништи здраву стоку. Тој тражимо само. И не престануемо додека не дојде министар некој да се најдемо заедничко решење. Не треба здрава стока да се уништуе. Живимо тој. Сак ми да немамо прасе едно роѓендан на унуче или славу куќу, ми сме православни људи. Куќна слава, Божи дошло, да немамо ми што да поставимо на стол. Тоа е срамота. Срамота, ја не знам кој е овој само донее овакvu одлуку, несовесно. Тоа е неразмислија да треба народ да живи и овој е народ бедан. Што ќе со 10.000 пензију некој човек да издржи по 7 члана? И ми се боримо со тој земју, еве га ѓубре ни га ставише 50 евра. Зашто не га намалев ѓубре? Жито откупуваше га по 20 динара, сак свиње се уништуве, спуштише га на 13 динара. Што може да кажем? Чисто, ово е уништување. И за месец дана може да донесе одлуку да ни ги уништи те краве што имамо. Имали сме 1800 краве, сак сме дошли на 80 краве. Сточарите од Кумановско Тромеѓа протестираат од 5 декември. Во ова село има регистрирано нешто помалку од 1000 свињи. Нагласуваат дека протестите ќе продолжат и наредните денови. Во Кумановско претходно протестира и одгледувачи од Љубодра, Куминдол, Ново село и Речица. Прв случај на африканска чума беше регистриран на почетокот од октомври. Општина Куманово и општина Старо Нагоричане ги повикаа заинтересираните превозници да се пријават за линиски превоз на патници помеѓу двете општини. Превозниците конкурираат за две линии: Куманово, село Никуљане, село Старо Нагоричане, село Стрновац, сезонски и за линијата Куманово, село Војник, село Бајловце. Право на учество имаат сите превозници, барањата со соодветни документи треба да се достават до комисија. Најдоцна 15 дена до објавување на огласот, односно до 28 декември годинава. Заинтересираните треба да поседуваат доволен број автобуси и комби возила. Според објавите на општините, превозниците мора да достават потврда
потврди документи наведени во објавата на општинските веб страници. Предност ке имаат превозниците кои поседуваат еколошки стандард на возилата и бројност на возилата. Оној кој ќе биде избран ќе го спроведува превозот наредните 5 години. Кумановските пожарникари изминатото деноноќие бележат една интервенција, информира регионалниот центар за управување со кризи. Интервенцијата била на запален автоотпад во населбата Карпош. Тројца пожарникари интервенирале од 19 часот и 15 минути до 20 часот и 40 минути. Во преполната сала на Центарот за култура синоќа граѓанска трибина одржа Сдруженијето за наше Куманово. Пред присутните се обрати идејниот творец на иницијативата Максим Димитриевски, кој ги повика граѓаните заеднички да направат движење за наша Македонија. Идејниот творец на граѓанската иницијатива за наше Куманово Максим Димитриевски синоќа се обрати на граѓанската трибина, организирана по повод 6 месеци од формирањето на Сдруженијето и една година од реалниот граѓански концепт од граѓаните и за граѓаните во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Потенцираше дека граѓаните се тие што ја даваат силата и мотивот да работат уште повеќе посветено, мотивирано за Куманово и за државата. Различни по вера, по нација, по политичко убедување, но сите кумановци заедно за нашиот град и за наша Македонија. Нека ве гледаат, нека ве бројат и нека калкулираат, а на крај нека фотошопираат, бидејќи со притисок, уцена и закана се добива само повратен одговор не и црвен картон. А тоа го научија од оние што беа пред нив. И за жал ништо не научија. Затоа сме ние вечерва тука. Дополнително да ги охрабриме луѓето и да направиме едно ново движење кое што ќе тргне од Куманово, преку Прилеп, од Прилеп до Крушево, од Крушево во Тетово, од Тетово ќе се разрани низ цела Македонија, затоа што Македонија тоа го заслужува, затоа што Македонија тоа го бара и затоа што кумановчани и овие одважни луѓе секогаш во историјата знаеле кога е вистинскиот момент да застанат на прагот на револуцијата, да се кленат и да го кренат македонскиот народ заедно со албанскиот, српскиот, турскиот, ромскиот, влашкиот и да направиме едно големо движење за наша Македонија. Димитриевски информираше дека Куманово, Прилеп, Крушево и Тетово се првите градови каде се формирани граѓански здруженија, поради тоа што ова се места каде што живеат многу одважени граѓани, храбри луѓе со револуционерен дух кој што не се стекнува, туку се раѓа од денот на секој поединец. Затоа имаме за цел ова наше граѓанско движење да тргне од врата на врата и да му ги објасни основните вредности на секој граѓанин во државата. Дека Македонија почива на крушевските идеали и крушевската револуционерна борба, на кумановските и прилепските партизани и нивните идеали за самобитност и државност, за тетовската борба против антифашизмот и секако за почитување на минатото и врз база на тоа искуство за креирање на подобра иднина. Иднина во која што сите ќе бидеме еднакви, сите ќе бараме да бидеме почитувани, но првенствено ќе почитуваме. Пред присутните се обратија и председателот на Сдруженијето за наше Куманово Даниел Стојчевски и председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска. Драго ми е што ја препознавате нашата искрена заложба за подобра општина, за помодерно и поразвиено наше Куманово. Среќен сум што гледам дека заедно со нас се огромен број на граѓани што сакаат напредок и подобар квалитет на живот. Вечерва ни има од сите етнички заедници.
од сите политички партии, но има и многу млади лица што ме прави посебно горд. Без вас нашето здружение немаше да успее. Со вас повеќе од една година правиме значителни промени и подобрувања. Заедно со вас, граѓаните, успеавме и ви благодарам за довербата. Влеговме во секоја област за да се соочиме со проблемот, да најдеме решение за граѓаните, бидејќи секој може да научи, но дали секој сака да помогне? Често пати во секојдневна комуникација со граѓаните слушам пофалби, но и критики. Пофалбите ги примам со резерва, затоа што секогаш можеме подобро и Куманово заслужува да биде модерен европски град. Но критиките ги сваќам сериозно, дискутираме за истите и ништо не се става под тепих. Соочувањето со проблемот е секогаш делумно решавање на истиот. Проблеми имало и ќе има, важно е секогаш да се помалку и помали. Но истовремено на луѓето што критикуваат ги прашувам. Знаеш ли како треба? Знаеш во ред, откажи се од удобноста на секојдневието и дојди со нас. Работи, сугерирај, докажи се, направи добри практики. Ширењето на здруженијето ќе продолжи и во наредниот период. Валентин Евтимовски е назначен за нов председател на Општинската организација на Либерално-демократската партија во Куманово. Тој е избран на 8-то собрание на ЛДП кое се одржа синоќа во зградата на поранешен комитет. Благодарам за укажаната доверба, ке ми биде чест да ги застапувам и спроведувам либерално-демократските вредности во интерес на граѓаните. Заедно да одиме напред, обединето, храбро, гласно, напиша Евтимовски. На последните локални избори Евтимовски беше носител на советничката листа на коалицијата на ЛДП и ДОМ. Во ЛДП Куманово доаѓа на местото на Бобан Бојковски. Три часа по полноќ на улицата Борка Талевски во Скопје, полициски службеници од Карпош го лишиле од слобода. МЗ, 30 години, од Куманово. Тој бил затекнат при обид да изврши кривично дело тешка кражба во помошен објект од куќа. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Скопје Митрополитан коледж ги додели првите дипломи на студенти кои имаат можност да студираат по британски принцип. Од институцијата горди што им понудија можност на студентите во земјава и регионот да студираат под водство и партнерство со најпочитуваниот универзитетски систем во светот, британскиот. Повеќе во прилогот што следува. На свечена церемонија престижниот Скопје Метрополитан коледж ги додели дипломите на првата генерација студенти. Од институцијата горди што им понудија можност на студентите во земјава и регионот да студираат под водство и партнерство со најпочитуваниот универзитетски систем во светот. Скопје Метрополитан коледж е формиран како посебна образовна институција со единствена цел да изведува програми на Лондон Метрополитан универзитетот, кој е државен универзитет од Лондон. Корените на оваа институција датираат од 1848 година и со тоа оваа институција е една од најстарите образовни институции во Британија. Деканот Љубиша Петрушевски се надева дека со стекнатата диплома, дипломците ќе си го најдат вистинското место на пазарот. Истакна дека интересот за образование во Скопје Мет е големо, што потврдува и фактот на бројот на запишани студенти кој постојано расте. Ние сме многу горди што покажавме дека имаме капацитет, дека имаме знаење, да се носиме со најдобрите студенти и да произведеме квалитет кој е еднаков на стандардите на британското образование, што доказ за тоа се и овие дипломи кои се даваат вечерва. Кој секако дека ќе им ги смени можеби нивните животи, бидејќи со ваква диплома, образование и подготовка, мислам дека тие ќе има добра иднина во една европска Македонија која ќе бара квалитетни кадри кои имаат вакво познавање, вакви вештини од еден, да кажеме, систем кој навистина е сметан како најдобар во светот. Ние го завртивме кругот фактички. До сега сите наши студенти одеа во Грција кои сакаа британска диплома или во Лондон. Сега имаме грчка студентка која е од Солун,
која студира и доби диплома овде и која е горда на што го има направено. Мислам дека тоа е голема чест за сите нас и покажува дека образованието нема граници. Едноставно, кога имате квалитет, вие ќе одите онаму каде што ви повеќе одговара. Имаме студенти од Дубај, имаме студенти од Босна и Херцеговина, имаме од Турција. Се надеваме дека ќе имаме уште повеќе интернационални студенти, бидејќи ова е производ кој во суштина е светски. Големината е што тоа се изведува од македонска институција во Република Северна Македонија. Повторно, сакам да кажам, тоа докажува нешто добро за нашиот систем на образование. Дипломците изразија задоволство од функционирањето на наставата, но и од стекнатата диплома. Се одлучив за Лондон Мед, бидејќи е еден од најпрестижните универзитети во светот. И баш ми е чест што сега за ова првата генерација и сум дел од неа, како прва генерација во Македонија што ја добива Лондон Мед дипломата. Студиите помина одлично, дел студиите беа со физичко присуство, а дел од студиите беа онлайн поради ковид пандемијата, али се беше во најдобар ред. Слушнав многу позитивни искуства со Лондон Метрополитан во Лондон и многу ми беше драго што таков универзитет, значи таква диплома можеме да добиеме и тука во Македонија и без размислување, значи успеав да се запишам на овој коледж. Студиите ми поминаа одлично и нешто конкретно што најмногу ми се допаѓаше беше начинот на кој што се одвиваа предавањата и целосното образование, затоа што има голема разлика помеѓу нашите факултети, државните и овој факултет конкретно. Значи целиот пристап кој што го имаат овдешните професори е многу различен и сметам дека многу повеќе значи образование и многу подобро успеав да научам на овој факултет. Дека сум еден од стипендистите на Лондон Метрополитан, односно дека добив 100% стипендија од Скопје Метрополитан и морам да се заблагодарам за таа прилика. Да учам на еден од најпрестижните факултети во Лондон, да учам на британско образование, кое што сметам дека носи многу бенефиции како за сегашноста, така и за нашата иднина. Зошто за овој коледж? Бидејќи мислам дека ни ги дава потребните алатки за да раководиме со нив, со оглед на тоа што бев дел од студиите за време на пандемија, бевме 100% онлайн, запознавме прекрасни професори, прекрасни колеги, да кажам, веќе пријатели, така што сум и повеќе од благодарна и задоволна од тоа како се одвиваше целиот процес. Па пред се одлучиме затоа што ова е, нели, да кажеме, британско образование и ова за прв пат се случува, нели, во нашава држава, да кажеме да студираш во Македонија, нели, во Република Северна Македонија, а да добиеш британска диплома. Значи пред се за тоа и затоа што сите знаеме, нели, сепак британското образование е па можеби најдобро во светот. Значи најдобар начин на студирање, најискрен начин на оценување и на дури најтешко добивање на дипломи. Значи пред се затоа што е британско образование. Првата генерација студенти што го почна и заврши комплетниот циклус на едукација во Скопје се студенти на програмата Мастер за бизнис администрација. Во моментот Скопје Метрополитан нуди додипломски и постдипломски студии во 3 области: бизнис администрација, сајбер безбедност, евент менаџмент и туризам. 12-годишно лице од село Лојане, Липковско, е лишено од слобода затоа што полициски службеници кај него пронашле и одзеле бела гручеста материја. По документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. И во продолжение вести од Македонија со Елена Георгиевска. По вчерашниот досега најголем број на дојави за поставени бомби во Скопје и Битола, македонските надлежни органи изјавија дека ги информирале НАТО структурите, а во МВР веќе е формиран посебен штаб. Вчера имаше дојави за бомби во 10 скопски и 5 битолски училишта, меѓународниот аеродром Скопје, спортскиот центар Борис Трајковски, националната арена Тоше Проевски, Фудбалската федерација на Македонија, Истгейт Мол, како и неколку хотели. По дојавата за бомба и во хотелот Александар Палас во Скопје беше
откажа на годишната конференција на Стопанската комора на Македонија, на која требаше да се обрати и премиерот Димитар Ковачевски. Подоцна МВР соопшти дека сите дојави се лажни. Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, вчера изјави дека очекува да се свика и Советот за координација, на кој што ќе се разговара за националната безбедност. Мора да се вклучат и Агенцијата за национална безбедност и другите институции кои се значајни во овој дел. Бидејќи ако дојавите се најава за тероризам, тогаш сите треба да се вклучиме во ова за да дојде до стабилизирање на состојбата. Изјави Спасовски, додаде дека содржината на имејл пораките за дојавите за бомби се исти со оние кои ги добиваат и земјите во регионот. Министерството за образование и наука се согласи да ги изедначи стипендиите за сите студенти, информираат од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методиј. По јавниот апел од страна на студентите, кој резултираше и со онлайн петиција, барањето и притисокот, МОН се согласи за изедначување на стипендиите. Од Министерството минатата година беше најавено покачување на студентските стипендии, така што од таму тогаш известија дека социјалните стипендии за студентите од 3300 денари ќе се зголемат на 6050 денари, а стипендиите за студентите по хемија, физика и математика ќе добијат покачување на 18000 денари, бидејќи се дефицитарен кадар. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги заедно со регулаторните тела од Италија, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора го основаа Балканското училиште за енергетика по иницијатива на регулаторното тело за енергетика, мрежи и животна средина на Италија, соопшти комисијата. Главната цел на Балканското училиште за енергетика е да овозможи едукација за најновите текови во енергетиката за представниците на регулаторните тела, операторите на преносните системи, операторите на пазарите на енергија, како и други чинители во енергетскиот сектор. Меморандумот за основање е потпишан од страна на сите 5 земји основачи, меѓу кои на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 14 степени, а минималната беше 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време. Дневната температура ќе достигне 7 степени, а утринската ќе биде минус 2 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд.